Почитувани гледачи, добро вечер. Го следите централниот дневник на К1. Еве што ќе гледате во него. Преку грантови за самовработување годинава ќе се отворат околу 1000 работни места. Општина Неготино продава градежно земјиште сопственост на Република Македонија. Средба на градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов со првиот човек на општина Сопот од Република Србија, Живорат Милосављевиќ. Пред малку премиерот Никола Груевски имаше пресконференција на која меѓу другото изјави дека со изборите на 24 април ќе се стави крај на создадената агонија и ќе се докаже дека никој не може да си поигрува со народот. Премиерот на Република Македонија Никола Груевски на пресконференција најави дека утре до председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски ќе го депонира своето времено повлекување од функцијата премиер. Во пресконференцијата премиерот потенцираше дека сето ова е во прилог на граѓаните на оваа држава. Изборите на 24 април се новиот ветер во грбот затоа што со нив ќе се стави крај на создадената агонија, но и ќе се докаже дека никој не може да си поигрува со народот, потенцираше Груевски. Тој напомена дека ова е важен чекор за подобрување на стандардите и условите. Воедно според него, месеците што следат ќе бидат тешки месеци, но верува дека граѓаните знаат да направат разлика. Договорот исто така опфаќа и времено повлекување на премиерот на 100 дена пред изборите. Навршуваат 100 дена пред 24 април, денот за кој е договорено да се одржат избори и тоа е влезено во закон. Јас стојам и за тој дел од договорот. Сакам конечно да се остави сета неизвестност, да се остават сите проблеми, конфликтност зад нас. И сакам нашата држава да оди напред и да продржи силно да се развива. Утре изутрина, до председателот на Собранието на Република Македонија, ќе го испратам моето писмо со оставка на функцијата председател на владата, која ќе биде ефективна на 100 дена пред официјалниот датум на избори. Го правам чекорот заради иднината, ќе споделуваме идеи, планови, мерки и чекори, ќе се договараме за нови акции и резултати. Јас верувам во вас и верувам во Македонија и знам дека и вие верувате. Одиме рамо до рамо, ќе успееме, потенцираше Груевски во своето обраќање. Порталот Прес 24 што туку објави дека генералниот секретар на ВМРО ДПМН Емил Димитриев ќе биде нов премиер на владата на Република Македонија. Успешни владините роучоа, вложувањата и напорите на министрите и амбасадорите вродуваат со плод. Доказ за тоа е отварањето на фабриката BRG во погоните на поранешна порцеланка во Велес. Во 2016 година 35 нови компании ќе инвестираат во Македонија. Нови странски инвеститори се во преговори со македонските власти за влез во земјава. Со дел од нив преговорите се во напредна фаза, дел чекаат да ги објават своите финални одлуки. Во игра се компании од повеќе сектори, крупни играчи во светската економија. Роучоата кој оваа влада ги спроведува, заедно со министрите и амбасадорите, вродуваат со плод. Отварањето на фабриката BRG во погоните на поранешна порцеланка се доказ за вложувањата и напорите на министрите и амбасадорите. Амбасадорот Тони Атанасовски, кој што исто така имаше огромна улога во целава работа, беше најупорниот човек што сум го видел во однос на јавувања и во однос на барање и во однос на средби. И ако не беше тако, веројатно немаше ни да успееме да ги донесеме бизнисмените од Индија, кои што се една од најпознатите индиски компании и кои што секако ќе отворат врата и за други индиски компании. Покрај амбасадорите, министрите и председателот на владата, клучна улога за создавање на бизнис клима имаат и локалните власти, како и претениците во Собранието на Република Македонија. Позитивниот тренд во економијата, особено на полето на инвестициите, ќе продолжи и во оваа година, за кога е проектиран раст на бруто домашниот производ од 4% и на тамошно намалување на невработеноста.
Општина Неготино продава градежно земјиште во сопственост на Република Македонија. Земјиштето има повеќе намени, меѓу кои изградба на винари и објекти за индивидуално домување. Колешката Валентина Михајловска ги има деталите. Се продава градежно земјиште сопственост на Република Македонија за изградба на винарии, објекти за индивидуално домување, фотоволтаични централи и парцела за изградба на капацитет од Г2, лесна и незагадувачка индустрија на Неготинска општина, согласно законските прописи. Во реонот на село Курија на продажба се понудени 4 градежни парцели со површина од 1490 до 3490 метри квадратни и почетна цена од 61 денар за квадрат за изградба на винарии, 4 за изградба на објекти за индивидуално домување со површина од 374 до 509 метри квадратни и почетна цена од 373 денари за квадрат, како и 4 градежни парцели за комунална супраструктура и изградба на сончеви фотоволтаични централи со површина од 1971 до 2391 метар квадратен и почетна цена од 150 денари за квадрат. Исто така, општина Неготино објави продажба и на една градежна парцела со површина од 1698 метри квадратни и почетна цена од 61 денар за квадрат во индустријската зона Урбан блок 1 во Неготино со намена за изградба на капацитет од Г2 лесна и незагадувачка индустрија. Пријавите за парцелите за индивидуално домување можат да се достават до 4 февруари, а за парцелите за винарии, фотоволтаични централи и капацитет од лесна и незагадувачка индустрија до 15 февруари. Јавното наддавање по електронски пат за парцелите за индивидуално домување ќе започне на 8 февруари во 10 часот, додека за парцелите за винарии, фотоволтаични централи и капацитет од лесна и незагадувачка индустрија ќе се одржи на 18 февруари, со почеток во 9, 10 и 11 часот. Подетални информации на веб страната на општина Неготино www.negotino.gov.mk или на www.gradежно-земјиште.mk. Преку грантови за самовработување годинава ќе се отварат околу 1000 работни места. Сите навработени лица кои имаат бизнис идеја до крајот на јануари може да аплицираат за грант за самовработување преку отварање сопствен мал бизнис. За оваа мерка се предвидени 207 милиони денари. 207 милиони денари се предвидени за реализација на мерката за самовработување. Сите невработени лица кои имаат бизнис идеја до крајот на јануари може да аплицираат за грант за самовработување преку отварање сопствен мал бизнис. Со оваа мерка треба да се отворат 920 мали бизниси и да се остварат околу 1000 вработувања. Грантот може да се движи оваа година, имаме одредено зголемување на износот на средства, може да се движи од 201.000 денари па се до 349.000 денари за оние кои што се кои што ќе имаат поиновативни бизнис планови и оние кои што ќе имаат план за развој на сопствената компанија и потреба од повеќе вработување. Може да се финансира и дополнително вработување со грант од 92.000 денари. Мерката за самовработување е една од најуспешните кои го спроведува Агенцијата за вработување, Министерството за труд и социјална политика и владата на Република Македонија. Инаку оваа мерка се имплементира од 2007 година. Мора да нагласам дека оваа мерка малку е покомплицирана од другите мерки, бидејќи се одржи неколку фактори, а тоа е пред се прво едукација, значи апликација, па едукација како да се пополни прашалникот, потоа тие што ќе бидат избрани, значи ние јавно ги објавуваме нашиот портал со бодовите кои што ги има добивено на прашалникот, одиме во втора фаза, втората фаза едукација за бизнис, односно како се води бизнис, маркетинг за бизнис, односно сето она што е потребно за еден нов бизнис да успее, да не биде неуспешен бизнис. И на крајот тие што ќе бидат селектирани, што ќе останат до крај на нивната идеја и таа идеја е добра, ќе добијат можност да добијат ваучер преку кој што ќе добијат помош од експерт со кој што ќе го изработат конечниот бизнис план. И истиот бизнис план ќе биде оценуван, односно ќе добие на крајот средства од висина од 201.000 до 349.000 денари. Заинтересираните барањата може да ги поднесат до сите центри за вработување во Република Македонија и да се информираат за условите на веб страницата самовработување.mk.
Попладнево во Велес во непосредна близина на плоштад Којник се запалил автомобил. Според првичните информации до кои дојде регионалната К1, автомобилот е во собственост на СВР Велес. Настанот е потврден од противпожарната единица која интервенирала во угаснењето. Оштетен е предниот дел на автомобилот. Повеќе информации за овој настан очекуваме во текот на утрешниот ден. Градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов денес оствари средба со првиот човек на општина Сопот во Република Србија, Живорат Милосављевиќ. Тие разговараа за соработката на културен и економски план. Градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов беше домаќин на председателот на општина Сопот од Република Србија, Живорат Милосављевиќ. Тие разговараа за продлабочување на досегашната соработка, која е во делот на културата, но и на економски план. Разменети се мислења околу структурата, составот, надлежностите и искуствата и се она што е тековна работа во двете општини. Се надевам дека и во натамошниот период ќе ја продлабочуваме ова пријателство и да, дај Боже, еве да тоа го дигнеме на многу повисоко ниво, освен на културното кој што неколку години оди заедно со нашето село Сопот. Живорат Милосављевиќ веќе 25 години е начело на општината Сопот во Србија. Нас не мачат исти работи, без разлика дали живееме во Србија или Македонија, вели тој. Ставовите на секаде се исти. Локалната самоуправа што треба да работи на секаде е исто, но зависно од нашите можности. Оваа средба што имаме денеска, ќе ја продлабочиме кон разговори меѓу бизнисмените. Милосављевиќ додава дека општина Кавадарци е значаен субјект во Република Македонија. Занајчиите од Велес денес го прославија празникот посветен на Свети Василиј Велики. Традиционално одбележувањето се одржа во манастирот Свети Димитрија, а кумови на годинишната манифестација беа браќата Зоран и Маријан Петровски. Велешките занаечи денес го слават празникот посветен на Свети Василиј Велики. Одбележувањето на празникот традиционално се одржа во манастирот Свети Димитрија, каде во присуство на свештеници од Повардарската епархија беше скршен и Светиот колач. Браќата Зоран и Маријан Петровски беа кумови на годинешната манифестација. Да се биде кум е добро, прекрасно чувство, треба да ги угостите сите занечи во градот. Треба да видите како кум, значи да се запази времето на литургијата, да се запази каде ќе се одржи после забавата на занечиите. Со помалци или со повеќе луѓе мора да продолжи. Тоа е традиција што постои уште, значи, да речем пред 100 години, така да греф е да не продолжи. За развојот и зачувувањето на заднечиството во Велес помага и локалната самоуправа преку разни проекти и активности. Ова е традиција која трае со децении во нашиот град и со задоволство може да се види дека после една известна стагнација повторно се јавуваат голем број на занечи кои што се присуе на овие манифестации. Тоа има дупло значење. Едното е дека занетите во Велес полека но сигурно оживуваат и тоа значи дека се пренесуваат едни традиции што се долговечни. На манифестацијата се избра и новиот кум кој ќе ја продолжи традицијата на собирање на занаечиите од Велес, традиција која не е прекината ниту по 100 години. Некои занаети исчезнувале, други се раѓале, а традицијата стара повеќе од 1 век опстојува секоја година на денешниот празник. Дечињата од детската градинка Рада Поцева од Кавадарци денес традиционално го прославија христијанскиот празник Свети Василиј и градоначалникот Панов ја сподели радоста со нив. Христијанскиот празник Василица по традиција се одбележа и во детската градинка Рада Поцева во Кавадарци. Годинава околу огнот во дворот на работниот објект Изворче, дечињата ги пееа василичарските песни. Преку песна побараа од заштитникот Свети Василиј да се штити здравјето, лозјето и домот. Радоста со нив и годинава ја сподели градоначалникот Александар Панов, придружуван од председателот на Советот Горица Пеливанова Вилхелм, советникот Анита Гинова Каракутова и секретарот Кире Делов. Во духот на Василица, дел од децата на себе носеа и маски, карактеристични за џаламарите, па по традиција,
Трчајќи околу огнот, ги бркаа злите духови. Според градоначалникот Панов, традицијата на детската градинка на Василица да се собираат околу огнот е вистинскиот начин од најмали нозе децата да се запознаваат со православната христијанска традиција и корените на своите родители и предци. За директорката на Кавадаречката градинка Снежана Ганчева, традициите се дел од навиките на кои децата се учат од мали нозе, а оваа установа е место каде тие се почитуваат и негуваат со години. Според Ганчева, градинката ги чествува сите православни празници и е иницијатор покрај модерните методи на образование да се следи и древната традиција на македонскиот народ. А во село Дреново исто така се одбележуваше празникот Свети Василий. Жителите беа собрани околу василичарските огнови, а джаламарите ги бркаа лошите духови. И градоначалникот на општина Кавадарци беше таму. Со джаламарско оро, джаламарите од повеќе кавадаречки села денеска ги бркаа лошите духови. Василичарските огнови од синоќа беа распламтени во Бегниште, Ресава, Дреново и село Сопот. Таму традиционално на празникот Василица се дава неголемо внимание. Во селото Дреново, жителите беа покрај огнот, а джаламарите ги посетуваа куќите на своите соселани. Невестата беше дарувана со пари. Останатите од джаламарската дружина добиваа и други подароци, храна и пијалоци. Се верува дека вревата која ја прават со клопотарците ги бркаат лошите духови од селото. Во посета на Дреново денеска беше градоначалникот на Кавадарци Александар Панов и тој ја даруваше невестата и на сите граѓани им ја честита православната нова година. Жителите на село Дреново раскажуваат дека джаламарската традиција во селото е присутна одамна. И најстарите жители паметат за овие обичаи, а помладите раскажуваат за василичарската традиција во селото. Василичарски свечености со джаламари имаше и во селата Бегниште, Ресава и Сопот. Граѓаните кои немаат поднесено барање за легализација на дивоградба може да достават до 31.3.2016 година. Рокот се продолжува за сите бесправно изградени објекти до 3 март 2011. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски изјави дека до денес се издадени 140.000 решенија за легализација. Во продолжение за останатите вести од Македонија. Донесени се заклучоци дека економската активност расте со солидно темпо, поддржана од кредитната активност на банките. Заклучено е на последната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на Народна банка на Македонија, одржана на 12 јануари. Ликвидноста на банките е стабилна, девизните резерви се на соодветно ниво. Земјата е подготвена да се справи со непредвидени шокови. Како можни ризици кои би влијаеле на економскиот раст на Македонија се неизвестното глобално закрепнување и домашните политички случувања. Владата очекува дека бруто домашниот производ од 3,5% во 2015 во 2016 да се зголеми на 4%. Причината за оваа прогноза е растот на индустријата во последните 4 месеци. Уште една причина за оваа прогноза е и намалувањето на невработеноста. Работни места ќе се отворат во новите странски фабрики, но и во домашните, кои планираат да го зголемат производството. Еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан утре ќе престојува во Македонија, каде ќе има средба со представниците на 4 неголеми политички партии, кои се потпишаа на политичкиот договор постигнат минатиот јуни и јули. Еврокомисијата посочува дека комесарот Хан исто така ќе потсети на важноста на спроведувањето на итните реформски приоритети што комисијата ги издаде за Македонија. Утрешниот 15 јануари е клучниот рок на политичкиот договор, чија имплементација е важна за владата и за граѓаните на земјата. Очекувам дека останатите елементи од политичкиот договор ќе бидат решени пред или за време на мојата посета, овозможувајќи им на изборните власти да организираат веродостојни избори според договорената временска рамка, порачува Хан. Најмалку 4 загинаа, меѓу кои жена и бебе во нов терористички напад во Турција. Во лавина која се случи во француски скијачки центар загинаа 3 лица. Ова е свето денеска.
Најмалку 6 лица се убиени во напади на терористи со експлозиви и огнено оружје во центарот на индонезискиот главен град. Локални медиуми јавуваат дека во Џакарта се регистрирани експлозии на 6 бомби и пукотници од огнено оружје. Најмалку еден бомбаш самоубиец активирал експлозив што го носел на себе, потврдува полицијата. Во нападот учествуваат најмалку 14 екстремисти. Во изминатите недели, силите за безбедност се во готовност по закана од Исламска држава упатена до Индонезија. Најмалку 4 загинаа, меѓу кои жена и бебе во нов терористички напад во Турција, овој пат во југоисточната провинција Дијарбакир. Нападот со автомобил бомба се случил пред полициска зграда во местото Чинар, каде што биле сместени полицајци и нивните семејства. По експлозијата, напаѓачите отвориле оган од автоматско оружје врз објектот. 26 мина се ранети, меѓу кои најголем дел полицајци. Никој не ја презеде одговорноста, иако сите сомнежи се насочени кон Курдската работничка партија, зашто Дијарбакир е реонот со мнозинско курдско население. Нападот следи ден по оној во Истанбул, кога бомбаш самоубиец уби 10 германски туристи. Во лавината која се случи во скијачкиот центар Две Алпи загинаа 3 лица, од кои 2 се средношколци, а третото лице е турист од Украина. 2 лица се потешко повредени. Лавината се случила некаде околу 16 часот на една затворена писта на скијачкиот центар Две Алпи. 10 ученици од основното училиште и гимназијата Санкт-Екзупери од Лион и нивниот професор беа затрупани од снегот. Според најновите информации од жандармеријата, 2 од учениците го изгубиле животот, а третото загинато лице е украинец, кој не бил со групата. Меѓу повредените се еден ученик и професорот. Еден од учениците останал неповреден, а се трага по уште 5 други. По големите снежни врнежи од почетокот на јануари, француските власти предупредија на опасностите од снежни лавини во Алпите. МЗТ Скопје на домашен терен ја совлада екипата на Фени Индустри со резултат 79:71. Фудбалската федерација на Македонија потврди дека А репрезентацијата ќе ја пречека Бугарија на пријателски надпревар на 29 март на арената Филип II во Скопје. Спортски вести. Се одигра за останатиот надпревар од 11-тото кола во домашната кошаркарска лига. Кошаркарите на МЗТ Скопје не дозволија да им избега победа на домашен терен, па со резултат 79-71 го решија тимот на Фени Индустри. Актуелниот шампион немаше доминација на терен, но победата ја донесе и првата позиција на табелата со вкупно 23 бода. Со само еден изгубен од 12 надпревари, тимот од Аеродром сега има бод повеќе од Карпош Соколи. Нерасположени за игра кај металците беа Марко Луковик со 21 и Ѓорѓе Дреноваc со 18 постигнати поени. Во спротивниот табор, поранешниот член на МЗТ Кирил Николовски и Карло Враговик уфрлија по 19 кошеви. Сега македонските кошаркари се спремни за 13-тото коло, кое ќе се одигра во сабота. Фудбалската федерација на Македонија потврди дека А репрезентацијата ќе ја пречека Бугарија на пријателски надпревар на 29 март на арената Филип II во Скопје. Ова е 7ми меѓусебен дуел на двете селекции, каде Македонија има 2 победи, една нерешена средба и 3 пати победа на бугарската репрезентација. Претходно на 23 март Македонија ќе гостува во Копер на пријателски надпревар против Словенија. Ова ќе бидат квалитетни проверки за составот на новиот македонски селектор Игор Ангеловски.
Пред стартот на квалификациите за светското првенство 2018 во септември, селекцијата ќе има уште 2 теста. Договорена е средба со Иран на 2 јуни во Австрија, а останува да се одреди и противникот за уште еден дуел на 6 јуни. Стефан Петер Хансел победи на 10-та етапа на трката од Белен до La Rioja и е на голем чекор кон својата 12-та победа на Дакар релито. Шпанецот Карлос Саинц имаше големи механички проблеми на финишот на етапата, чекајќи го сервисното возило, додека актуелниот шампион на мини Насер Ал Аттиях загуби повеќе од 52 минути откако го преврте својот автомобил. За 5 минути и 40 секунди Петер Хансел беше побрз од Сирил Деспре и 12 минути и 56 секунди пред Владимир Василјев. Нани Рома беше четврти, а Себастијан Леп, веќе без шанси за победа во генералниот пласман, беше петти. Петер Хансел има речиси част предност пред Ал Аттиях на 3 етапи пред крајот. Кај мотоциклите, словакот Штефан Свитко стигна до деби победата на трката, доближувајќи се на лидерот во генералниот пласман Тоби Прајс. Словакот имаше предност од 2 минути и 54 секунди пред аргентинецот Кевин Бенавидес, додека австралиецот Прајс беше трет со речиси 6 минути за останување. Прајс сега има 23 минути предност пред Свитко на 3 етапи пред крајот. Десет надпревари се одиграа синоќа во НБА лигата. Голден Стейт го претрпе третиот пораз и тоа на гости кај Денвер Нагетс со резултат 112-110. Одличната игра на Стеф Кари, кој постигна 38 поени и тоа 20 во последната четвртина, не беше доволна за да се неутрализира негативата на домакинот Денвер. Наинтересен е фактот што Голден Стейт го имаат истиот биланс од 36 победи и 3 порази како Чикаго Булс по 39 надпревари во рекордната сезона 95-96, кога остварија рекорд од 72 победи и 10 порази. На останатите надпревари убедливи беа Шарлот над Атланта со 107-84, како и Оклахома над Далас Маверикс со 108-89. Меѓу победниците од последните надпревари се и Вашингтон, Бруклин, Бостон, Хјустон, Портланд, Њу Орлеанс и тимот на Лос Анџелес Клиперс. Денеска имавме претежно сончево време со температури до 14 степени. Да видиме какви се прогнозите за наредните денови. Ова беше се за денес. Јас ви посакувам пријатна вечер.